За значењето на книгите и придобивките од читањето се зборувало многу, и тоа на сите ни е добро познато. Книгите се од најголемо значење во формирањето на личноста на детето, во овој случај лектирите. Кифличката Мирна од Оливера Ќорвезировска, Легендите за Марф и компирката од Овен Колфер, Скокни прескокни од Васил Мукаетов се дел од поновите наслови што влегоа во новиот список со лектири од 2 до 9 оделение, кое го подготви Бирото за развој на образованието. Светската класика Малиот принц од Антоан де Сент-Екзипери се враќа повторно во задолжителната литература во 9 оделение. Оваа книга во последните неколку години не беше задолжителна, а беше оставено на наставниците да проценат кога и дали би ја работеле, во зависност од интересот на учениците. Во наредната учебна година основците ќе читаат лектири според новиот список што го објави Бирото за развој на образованието. Постојниот список е изменет и дополнет. Дел од книгите се поместени од една во друга година или од задолжителни во изборни лектири. Снежана е нема во 2 оделение. Шеќерната приказна ќе се учи во 4 наместо во 3 како досега. Во новиот список на лектири за основно образование место зема и лектирата Златното јаболко и други бајки од Христо Петревски. Според кого читањето на лектирите од страна на децата е многу малку и формално, затоа што обично децата читаат на површен начин. Поради тоа, според Петревски, лектирите треба да се обработуваат на интересен начин и децата треба да ги читаат со задоволство. Прашање дали вистински тие деца ги сакаат и книги, дали ги читаат вистински. Јас знам дека обично децата кутри имаат лектира, вечерва ја читаат лектирата и ја читаат на еден многу површен, многу формален начин. Лектирата не треба така да се чита и да се обработува. Треба да им се даде на децата како вие ова лектира би ја продолжиле. Или само за еден лик, кој лик ви се допадне, само за тој лик говорите. Не, а не 300 страници ги чита на прескок или да бидам попрецизен, бара прераскажено ако најде на интернет, ако не најде на интернет, тогаш некој другар ќе што е прочитал, па да му прераскаже, па да препише и слично. Значи, ние се играме глушец и мачка. Читањето на лектирите е многу малку и е формално. Треба да се читаат книги, кои што децата ќе ги читаат со задоволство. А кои се тие книги што ќе ги читаат со задоволство? Пред малку кажав. Тоа се книгите кои што се актуелни, кои што се современи, кои што се авантуристички, кои што на еден индиректен начин ќе го збогатат детството. Од типот на Гуливеровите патувања или Робинзон Крусо, или 20 мили под морето, или Вселената и слично. Од минатата година и јас сум влезен во лектирата со книгата Златното јаболко и други бајки и мислам, еве првите печатоци ми се позитивни, дека таа книга ја читаат не затоа што мораат, туку затоа што сакаат. Знаете зошто сакаат? Затоа што станува збор за 3 бајки, кратки се, прво, второ се бајки. Не име напор да ги прочитаат тие 50 на странички. И второ, јас во тие бајки на крајот имам и прашања што по прочитаното. Списокот содржи листи за задолжителна изборна лектира за секој оделение од 2 до 9. Порано имаше само листа со лектири за кои се подразбираше дека се задолжителни. Сега има дел задолжителни и дел изборни. Сите задолжителни лектири се обработуваат. Од наведените изборни наслови, во секој оделение наставникот го прави изборот која лектира да се работи.